Брзото и неодговорно однесување во сообраќајот и понатаму останува главна причина за предизвикување сообраќајни незгоди со фатални последици, укажува Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Во одредени ситуации, како што соопшти РСБСП, намалувањето на брзината на возење од само 5 км на час може да биде клучно дали одредена незгода ќе се случи или не и дали последиците од незгодата ќе бидат фатални или не. Во сообраќајни несреќи лани во Македонија животот го загубиле 155 лица, а од нив речиси половина, 72 лица, се загинати како последица на брзо возење. Според истражувањето на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, во Република Македонија повеќе од 80% од анкетираните возачи изјавиле дека некогаш ги имаат прекршено правилата за ограничување на брзината, што укажува на сериозноста на проблемот и на неговото подценување од страна на возачите. Со брзина од 32 км на час, оптималната дистанца потребна за запирање е 12 метри, а при брзина од 112 км на час за запирање е потребно растојание од 96 метри. Брзините се калкулирани според време на реакција од 0,67 секунди со перспектива дека возачот е целосно сконцентриран и не му се намалени рефлексите од умор. Базирано на една симулација, намалувањето на брзината на автопат од 120 до 110 км на час може да придонесе за намалување на потрошувачката на гориво кај современите автомобили за 12 до 18%. Се претпоставува дека лимитот на брзината се почитува 100%, информира Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и укажува дека бавното и смирено возење ги намалува емисиите на штетни издувни гасови.